Македонската влада нема да навлегува во дневни политички препукувања со луѓе кои се заглавени во минатиот век со политиките кои што ги водат. Вака премиерот Мицкоски одговори на последните провокации на бугарската претседателка Јотова, која порача дека со Македонија имала заедничка историја која што не се дели. Мицкоски порача дека владата ги штити државните интереси и интересите на граѓаните, а македонската страна добро знае кои се нејзините позиции кога станува збор за историјата, културното наследство и македонската посебност. Оваа македонска влада ги штити интересите на државата и на граѓаните. Јас нема да навлегувам во било каква дневна дискусија со луѓе кои што за жал се заглавени во минатиот век со своите политики кои што ги водат. Мојата цел како политичар и како човек е да гледам напред, да гледам како да се развивам државата на чија што влада сум претседател. И во таа насока ќе продолжам. За нас се знае што значи македонската историја, културно наследство, посебност која што е со векови стара и тука нема никакви дилеми. Мицкоски во интервју за Брајтбарт вели дека во моментов се наоѓаме во критична, но и многу чудна ситуација. Со Бугарија во НАТО сме сојузници, а во ЕУ истите сојузници наметнуваат вето. Мицкоски е дециден дека членството на Македонија во Европската унија е безбедносно прашање за регионот и целиот НАТО блок. Тие го ослабуваат јужното и источното крило на НАТО со тоа што не ограничуваат да станеме дел од ЕУ. Бидејќи колку што мојата земја ќе биде економски посилна, толку поотпорно ќе биде источното крило на НАТО. Ќе можеме многу побрзо да ги модернизираме нашите вооружени сили и да инвестираме повеќе во коридорите кои се важни од логистички аспект за НАТО. Значи постојат многу причини зошто треба да бидеме дел од ЕУ, а тоа е уште една причина САД и администрацијата на претседателот Трамп да не поддржат во оваа насока, вели Мицкоски во интервјуто. Тој порачува дека освен силната соработка и поддршка за администрацијата на Трамп, втората пресвртница за Македонија е да бидеме дел од Европската унија. Македонскиот премиер патува во САД на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, каде се надева на средба и со американскиот претседател, а посетата да ја искористи да ги испрати позициите за интегративниот пат и за склучување на нови договори со стратешкиот партнер. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.